Од новата сезона на тренинг воведовме пракса гостин водител и неколку афирмирани новинари да гостуваат и да водат своји разговори по нивен предлог на теми и соговорници. Гостин водител ќе биде новинарот на порталот Независен Мирче Јовановски. По баснословно високите цени на производите, владата донесе одлука за намалување. Но намалувањето на цените е речиси минимално. Откако цените неконтролирано пораснаа, се наметнува прашањето дали оваа политика на владата со популистички проценки и оценки и потези за намалување на цените може да доведе до некаков ефект и конечно кај граѓаните да се почувствува дека некако може да се спастри крај со крај со ценовниот шок кој подолг период го живееме. Јовановски, што ти мислиш околу овие последни мерки на владата во однос на намалување на цените? Македонија е полна со контрадикторности. Јас, например, не памтам наназад во јули и во август цените на зелените пазари да одат нагоре. Обично и покрај скапотијата, јули и август биле релаксирачки месеци каде што луѓето можеле малце да си дадат она одишка, како што се вели, па да одат да си ја наполнат домашната торба, барем со овие најосновни земјоделски производи кои што ги има во изобилство во овој период. Годинава не беше така. Годинава и во јули и во август и на зелените пазари и воопшто и храната и во маркетите многу се зголеми, тоа го потврдија и податоците на Државниот завод за статистика за јули и за август, што се одрази и врз нивото на инфлација. Кога зборуваме за инфлацијата на годишно ниво, таа навистина има тренд на намалување. Меѓутоа, тоа беше пред се поради високата основа од минатата година. Овие 2 месеци имаше месечното ниво на инфлација не беше многу високо, но сепак беше не толку мало, 1 или 1, нешто проценти. Дали овие мерки на владата ќе дадат резултати, тоа не верувам дека некој од економистите би можел со сигурност да го каже или позитивно или негативно, треба да се види. За мене беше контрадикторна, да речам, мерката каде што се ограничува цените на овошето и на зеленчукот на ниво од 1 август. Сега малце владата ретерираше во тој поглед, па ги ограничи маржите на тие производи, а денеска слушнавме министерот за економија Крешни Бектеши рече дека ќе се намалат и царините на овошето и на зеленчукот, што ќе овозможи да се зголеми увозот и на тој начин да дојде до некоја релаксација, предпоставам, во наредниот период. Следите тренинг, по краткиот джингл, ќе го следите колегата Мирче Јовановски со неговиот гостин Марко Бислимовски, претседател на регулаторната комисија.